Расте бројот на случаи на врсничко наследство. Само месецов се регистрирани неколку дели посериозни. Како да се превенира оваа појава во училиштата и надвор од нив? Одговори се бараа на конференција во Скопје. Ана Јосифовска-Тодоровска беше таму. Ана, кои се клучните препораки? Да, Мартин, за жал сите сме сведоци дека бројот на врсничко насилство во земјава постојано расне. Во училиштата, на улица, децата постојано се соочуваат со овој проблем, а и пријавите во Министерството за внатрешни работи се во поголем број. Клучната препорака од конференцијата е дека треба гласно да се говори. Односно, потребно е жртвите да се охрабрат, да пријават насилство, а институциите да ги слушнат нивните проблеми и да им ги отворат вратите. Психолозите велат дека децата пријавуваат насилство, се охрабруваат, но честопати наидуваат и на затворени врати, односно нема слух од институциите и од повозрасните. Од првата детска амбасада медјаши пак исто така велат дека постојано работат на кампања за подигнување на свеста за препознавање на врсничкото насилство. Да ги слушнеме изјавите. Децата се доста охрабрени, јас лично ги охрабрувам, стручните служби во училиштата, родителите, така да тие се охрабрени, ја имаат информацијата, но ми се чини дека недостасуваат некои други алки во тој синџир на справување со насилството. Според мене, пред се тоа е вистинската присутност на возрастните, кога се случува некој конфликт или насилство во училиштето. Децата да се охрабрат да не молчат за насилството и многу е битно да наоѓаат сојузници во спречување на насилството и стручните служби да бидат активни, проактивни во однос на работа неформална со децата во школски активности, преку форум театар, преку денс театар, преку дебати и така натаму, за да знаат колку врсничкото насилство е тешко. Изборовите повредуваат. Детската амбасада има се кампања која го подигна нивото дека дури толку може да биде силен зборот кој ќе го повреди детето, да може да биде посилен и од тупаница. Закони на хартија има, но колку во пракса се применуваат? Да слушнеме изјавата на адвокатката Маја Ристова. Пријавуваат, меѓутоа може да се каже дека тој број, тоа пријавување е мало, затоа што не секогаш знаат да се, значи стручните соработници, стручните кадри не секогаш знаат да го препознаат. Потребна ни е поголема едукација да го препознаат и да реагираат соодветно на тоа. Така што со донесување на новиот закон за средно образование, со многу повеќе вакви обуки и проекти, се надевам дека ќе се зголеми бројот на пријави, а со тоа ќе има и помалку врсничко насилство. Овој проект трае 7 месеци и се реализира во повеќе училишта во земјава. Мартин, проектот е финансиран од Европската унија, а е реализиран од Сдруженијето Рубикон. Мартин, повеле.